процесот за приватизација на градежно изградено и неизградено земјиште. Вршејќи ги анализите од страна на владата во однос на поднесените барања, донесените решенија и оние податоци, односно корисничкото право кој што е евидентирано во катастарската евиденција, доаѓа до заклучок дека голем број од нашите граѓани го немаат остварено тоа право, односно го немаат трансформирано своето земјиште од корисничко во сопственичко право. Па токму затоа владата им дава уште една можност на сите наши граѓани, се разбира на граѓаните во општина Штип во 2014 година, значи почнувајќи од месец февруари до октомври, значи рокот е продолжен за 9 месеци и тоа е можност да се ги остварат своите права, значи да ги поднесат барањата до соодветната институција, односно тоа е Министерството за финансии и Управата за имотно-правни работи, да го комплетираат барањето и да си го остварат тоа право кое што е многу значајно, бидејќи со стекнувањето на право на собственост, тие можат да располагаат слободно со градежното земјиште, да стопанисуваат со истото или да го поклонуваат. Што велат бројките, како оди приватизацијата? Па до сега во општина Штип се поднесени 11.500 барања, поголем дел од тие барања се завршени, другите се во постапка, значи не се застанува, се работи, но мислам дека најголем недостаток, односно неможност за да се постапи по едно барање е недостатокот од геодетскиот елаборат, кој што е потребен, скоро речи во секое барање за приватизација, но сите знаеме дека и постапката за легализација во исто време се спроведува, така да сите оние фирми кои што ги изготвуваат геодетските елаборати реално не можат да постасат и мислам дека тоа е една од причините за неможноста да се постапи по сите барања во исто време. Карактеристично за постапката за приватизација е тоа што во последната година, значи 2013 година, се врши приватизација и на земјиштето под колективните стамбени згради, кое што нешто не беше пример, односно не беше во пракса применувано од претходните години, така да сега и оние граѓани кои што не знаеле дека треба да поднесат барање за приватизација на дворните места под колективните стамбени згради, а сте собственици на станови, тоа може да го направат во текот на 2014 година и тие ќе се стекнат со право на собственост на градежното земјиште. Како ќе оди пресметката овде кај колективните згради, бидејќи имаме згради, еве да речеме на 3, на 5 и на повеќе спратови, како овде ќе се смета приватизацијата и ќе се спроведе? Да, значи приватизацијата во колективните стамбени згради се спроведува на тој начин што секој стан без разлика со колку квадрата, колкава површина има, односно колку метри квадратни е самиот стан, се зема како стамбена единица. Доколку во една стамбена зграда има 10 стамбени единици, односно 10 станови, земјиштето под објектот се деле на 10 еднакви делови, значи они стануваат со собственици во идеален дел. Си го плаќаат земјиштето по 61 денар, исто како што го плаќаат и собствениците на индивидуалните стамбени згради, така да мислам дека цената е многу пристојна, многу приступачна и дека може секој граѓани да си ја дозволи и да си го откупи градежното земјиште. Што е со дворните места околу зградите? Тие досега се сметаа како јавно прометни површини, овде пред се мислам на парковите. Значи се уште оние дворни места од колективните стамбени згради, кои што со детален урбанистички план се предвидени како зеленило, тие не можат да бидат предмет на приватизација, но доколку има друго земјиште, тоа ќе биде предмет на некоја друга постапка и мислам дека тоа во иднина тек треба да се донесе некои измени во законот или некое друго законско решение и во тој случај ќе можат и оние делови околу зградата, а кои не се јавна површина, да бидат приватизирани. Уште еднаш да потсетиме на документите што се потребни за една ваква приватизација и за индивидуалните и за колективните. Да.
Значи, покрај барањето, кое што е пропишан образец од Министерството за финансии, сите собственици на индивидуални стамбени згради, на станови во колективни стамбени згради, треба да го донесат доказот за собственост, значи тоа е или решение за наследници, купопродажен договор, може би некоја пресуда врз основа на која се стекнале со правото на собственост, потоа тоа се личните карти, значи за идентификација, од кај што ќе се користат податоци за изготвување на решението, се уплаќа уплатница од 300 денари, потоа имотниот лист секако е многу важен документ кој што треба да биде во прилог на барањето, додека по службена должност се прибавуваат извод од урбанистички план и историјата колку е потребно за движењето на собственоста на конкретната парцела. Паралелно со приватизацијата работите и на денационализација на земјиштето. До кога имаат право граѓаните да поднесуваат барање за денационализација? Значи, процесот на денационализација е еден процес кој што трае од 2000 година, значи, тоа е долг процес, се планира, односно големиот број на барања кои што ги имаме примено се решени, така да 2014 година се смета за година која ќе биде година кога ќе заврши самиот процес на денационализација, и тоа е еден процес кој што навистина е тежок, така да го кажам, бидејќи се потребни докази за собственост или акти за одземање кои што граѓаните ги немаат во моментот на поднесувањето на барањето, затоа што или не биле никој пат кај нив, значи државата при самото одземање на нивниот имот не им дала акт за одземање или пак биле во државните институции. Така да ние како комисија, јас како член на комисијата за денационализација со седиште во Штип, можам да се пофалам со работата на Штипската комисија. Значи ние од 1200 примени барања, 90% од барањата ги имаме завршено и тие се правосилни, додека другите 10% кои што се во постапка се предмети кои што по кои е постапувано 2 или 3 пати од наша страна, но знаете секој пат има незадоволни или тоа се барателите или пак државниот правобранител кој што ги штити интересите на Република Македонија, така да иако е донесено решението од наша страна, тоа продолжува понатаму по правни лекови, завршува во управниот суд, во вишиот управен суд. Така да тие 10% се такви барања кои што по неколку пати го извртеле кругот од нашата комисија до Вишиот управен суд. Но мислам дека и во текот на 2014 година истите тие барања ќе бидат завршени со правосилност.